Колешке Лазаревска, слушајќи ве вака, морам да кажам дека решенијата кои што ќе се донесат денес, а кои што ја тангираат најважната сфера во општеството, треба да бидат системски, а не треба да бидат адхок, како сите досега решенија кои што се донесени за сите сфери во општеството, а кои што ја тангираат ковид пандемијата во Република Македонија. Само да ви кажам дека целата структура на системски решенија за справување со оваа пандемија што ја донесе оваа влада е промашена. И техничкиот премиер, и Зоран Заев кажуваше, и министерот за здравство, дека врвот или пикот на пандемијата ќе бидат 2500 луѓе, а сега е 5 пати поголема. Што ми е вака поентата? Ние треба да направиме едно системско решение кое што прво ќе одговори на овие предизвици, а понатаму ќе одговара на сите предизвици кои што ќе ги имаме во тек како држава, заради тоа што сметам дека ако сме поучени од искуството како се справивме со социјалната политика, како се справивме со здравството и со економијата, не ни дава многу за право да мислиме дека токму ваквиот начин кој што го предлагате вие ќе ги реши проблемите и во образованието. Морам да ви кажам дека можеби сте се сретнале со различни групи на луѓе, со различни групи кои што ги тангира образованието, али за жал не сте постигнале голема согласност за многу работи околу нив. Никој не ги прашал наставниците, никој не ги прашал учениците, никој не ги прашал оние дел од синдикатите или образовни работници кои што се во процесот. И сметам дека за квалитетно решение треба целава работа да добие една поширока консултација, да се изгради општествен консензус, заради тоа што образованието е, како што кажав, можеби една од клучните сфери на општеството. Можеби не знаете или не ви одговара да знаете дека од земјите од околината ние последни ќе ја почнеме учебната година и тоа под знак прашалник. Дали ќе ја почнеме? Еве не на 10 денови од почетокот на учебната година, ниту знаеме како ќе се оди во училиште, ниту знаат наставниците, ниту знаат родителите, а најмалку знаат учениците. Може вие да се убедувате до утре дека нешто е добро, ама бројките, математиката е многу прецизна и екзактна наука. Не го кажуваат тоа. Заради тоа што колешке Лазаревска, додека ние тука зборуваме дека се ќе било во ред во образованието, во Струмица денеска беше украден покојник од болница. Ете, така квалитетно вие се справувате со предизвиците кои што ги има Република Македонија со ковид пандемијата.